Дзов, не треба поише. Што правиш, друже? Добар си? Уживам у славата, 5 минути слава. Леле, ти 5 минути слава, кој ќе кажеш, што е демагошки, што да ти кажам. Пред година дена имавме интервју, така? Со Бајле ми се појави баш на денешен ден беше интервјуто. На денешен ден, буквално пред една година. И што друго примети за интервјуто, кажи ми? Па, најавата беше многу чудна вечера во емисијата на Јанко, ке се довикува духот на другарот Тито за да раскаже за Македонија. А Дзов тоа го примети дури денеска. Да, И ми вика што е ова. И се обидов да му појаснам, кога Дзов требаше да дојде и да ја презентираме книгата Тито, мојот предпоследен херој, која патем направи ршум на пазарот, честитки големи. И јас не те најавив тебе, нити ја најавив книгата, ја реков вечерва во Јади бурек ќе се призива духот. И сега ме сватија како Милан Тарот, како... Ај, вика, слушай, дебелово е будала, може стварно ќе некој таков, знаеш, овакво. Го направивме на некој начин и го повикавме духот на Тито, кој, искрено да ти кажам, знаеш колку сега актуелно? Види го Малиов Шенген. Знаеш што им напишав денеска? Треба да им дадам интервју за некој овие твои, еден прати ми ги таманки им дам. Вика, леле, колку било, вика, така, Мали Шенген не е лоша работа. Па што ја срушив тебе Југославија, дибеци една. Не да беше Шенген, само се менуваше системот, ке идевме економија, веќе имавме ротирачко раководство, исто како Швајцарија. Штафетата ќе тргнеше од Софија, сите среќни ќе бевме. Да. Стварно таа книга убав спомен и направи стварно Кршлани беше најпродавана и претпоставам и најчитана книга од државата. 4 тиража некаде се печатеа сигурно, мислам еуфорично беше тоа целото тоа искуство. Дури и и прошла недела слушнав кај тебе кој се човек у емисија кој го бараше мојот број, онда ми докажал уште нешто. Ја паднав у несвес, мислам кој е. Да им е јасно. Ја и Дзов сме другари, али телефон се користи само за месенџер, поточно преку Facebook комуницира. Така. Ја не знам зошто имам импулси уопште појма немам. Све е интернет станато. Така да барајте го Дзов дома на оваа адреса. Полковникот. Не. Значи, на Facebook страната комуницирајте го. Паблике. Се надевам дека некои интересни работи ти споделија, не се, понатаму ќе видиме. Книгата. Ќе се вратиме ние по редоследот што имаме доста работи и сакам да ти исцедам 120 минути колку можам, ако не за пола сат си идеме, не е битно. Книгата феноменално помина. Што е 4 тиража и што е феноменална продажба во Македонија во бројки? Бидејќи у цел свет кој ќе кажат тираж златен се знае 50.000 примероци или 500.000 примероци, кај нас све број 1, али порано не кажу. И знам дека сме катастрофа. Подобро да не кажам, и тоа е у кратки црти. Најчесто сте печатат 300-400 примероци, 100 се делат гратис на промоцијата, 100 си ги зима авторот и онда ги подели да ги подпише или да се пофали. 100 идат у продажба, од тие 100 се продаваат 20, од тие 20 се читаат 5. Сега вака може патетично звучи, ама... Ке се расплачам. Се шегувам, супер си. Дзов, разговаравме многу работи за тебе. Ти првиот пат кога дојде зборевме за целиот оној твој конгломерат на портали кои го имаш и особено една гениална работа направи во Македонија со Македоника, за која заслужува посебна емисија, затоа што тоа е единствената библиотека со све најчитано во Македонија. Дури први мислев дека се само македонски автори. Син ми каже, вика, не, еве ги лектирите и све и така натаму, така што браво, феноменална работа си заврши. Тоа е благороден проект, како да кажам, ентузијастички го почнавме неколку луѓе, направивме дури и фондација, ама знаеш што, као и се друго не беше препознаено од државата. За ваков проект мора да стои држава, затоа што тука ти всушност ги балсамираш тие автори, ги воскреснуваш, едноставно сите тие дела повторно ги враќаш на читателите, промовираш пишување, промовираш читање, мултијазичност и така, меѓутоа ништо тоа. Јас нели со друго се зафатени министерства. И
Тоа си постои уште таа книготека Македоника, кај што има 1700-800 книги бесплатни. Има и апликација за читање, има и се, и тоа е тоа. Едноставно се дадовме себе си, со време, со нерви, со пари, со све, за на крајете. Тоа е. Само имаше еднаш-два пати така тапшање по рамо и на тоа се заврши. Дечки, ова е кам маркет. Што правиш муавет? Да, знаеш со она? поведрите. Да. Не, мислам, кај се наоѓаш у Македонија си, зар очекуваш Македонија да те препознае? Значи, да одгледуеше магариња, да очекувавме фондот да те поддржи со 50.000 евра, нели, за магариња или, например, да напишеш, да откриеш пица италијанска, римска, ово, она и уште 35.000. Не се. Извините, носам лоши води. Поголем си ти од се во ова. Но изгледа со духот се уште си во Канада. Но пред да одиме до Канада, би те замолил за едно. Имам јас и ти лично не се познаваме одамна, напротив, и не можам да ја најдам логиката зошто ме викну уопште јас да држам уводна реч на сите оние луѓе кои си ги имал у животот и кои си ги направил и звезди и со кои си имал спектакли. Но чекај, Јанко. 90-ти години ти почнуеш со М-експрес и Огласник М. Огласник М идеше, ми се чини, 100.000 тираж неделно. Да, до 110.000 стигна. Човече, тоа беше невидено во наш... Котелец едино ти парираше, ми се чини. Не, вечер парираше некако, затоа што Котелец сепак беше 30-35.000 овај тираж. Ама други времења беа тоа. Тој беше прв приватен весник у Македонија, прва приватно издавачка куќа во Југославија. Ние одевме во Београд да се регистрираме, затоа што не можело тоа приватни луѓе да издаваат весник, кај се нема теорија. Па група на граѓани формиравме дека и така натаму. Тоа беа убави времења, тој зародиш на издаваштвото, на маркетингот, на малите печатници и така натаму. Тоа си ја одигра својата улога, така некако као пионери тоа го направивме. Можеби после не се трансформиравме во нешто друго, нели отидовме во поголем бизнис, печатница, графички центар, ги печатавме сите дневни вестници и така натаму. Меѓутоа, мојот живот е таков. Тие периоди, како да кажам, животи на компаниите си имаат почеток, си имаат пик и си имаат крај. Некогаш излегуваш кога е горе, ретко кога го напушташ бродот или кој тоне. Меѓутоа, сите тие проекти мои во животот успешно завршиле. Ја, пример, не знам дали има тоа една мала кратка биографија во книгата на Тито на крајот. Нели сум бил кособственик на фабрика за плочки, кособственик на фабрика за производство на джакузија, на сладкарница што произведувала 12.000 еклери дневно. Како да кажам, сум бил стварно секаде, дури таму далечната 95-та, да кажеме, на мои неполни 30 години, 29 години бев избран за така некој менаџер на годината од областа култура и така таму у Македонија. Тоа е еден животен век, нели, со многу турбуленции као и самата држава што ние мислам. Нема тука ништо стеди е кај нас само династиите. Ти си успешна приказна. Зашто го збориш ова као Титаник? Бидејќи на крај овдека сеја кога доаѓаш овде кај мене кога збориме, ти си препон со една носталгија, со тага. Ај ќе збориме за тоа. Да се вратиме за тоа време. Како, од каде дојде идејата за Жандар збира? Како се погоди се? Едноставно ни дишеше во врат вечер со тиражот и сакавме да не да го тепаме, ама реално да бидеме подобри од него. Па е за утепување, не? И реално они имаа некоја игра, таму треба да совереш 4000 купона, па да пратиш писмо и така натаму за да добиеш нешто. Ние едноставно направивме шоуто од Жандар збира у тоа време, буквално
картите, влезниците за универзална сала се продаваа за 10 Ама минути. чекај. Немој ти, значи врвот го знаеме. Како беше еволуцијата, тоа како почна, па рековте, у кој момент рековте, слушај, идеме универзална сала, уживо излекување. Мислам, човече, никој не го правеше, нигде го немаше тоа без без со смешните прашања, со смешните одговори, мислам, како да кажем, од една страна се гордееш со тоа, од друга страна се разочаруваш колку народов нема поима од ништо. Зашто тие одговори беа, нели, колку крака има октопод стар 3 години, например, и мисли пола сат, ќе каже 6 му даа школа. Значи, како да кажем, тоа беше такво време, еуфорија. Исто беше и со Експрес кој ги носевме во живо, слетување на вонземјани, на позади водно и така натаму. Меѓутоа, тоа убави времења. Тоа се и родеа и плејада новинари што и до ден денеска. Ти сам знаеш, не постои Македонија новинар помлад од 50 години, мислам сега да ми простат овие, ама нема. Едноставно тие што беа тогаш остана и ние ќе изумреме како астролопитекуси и толку ќе биде со новинарството. Убава, мислам, приказна беше Џандарсвира. Стварно, прекрасна, мислам, тоа немаше профит. Дури сега ќе кажам нешто што готово. Да завршиме емисија. Не. Ќе кажам нешто зашто може ќе лежам у затвор. Ајде. Значи, ние што правевме? Или имаше 4 души скачаат на сцена, нешто клучот му пали, не му пали, ние правевме да мора да се падне кола. А веројатноста да се падне кола беше 25%. Ние ги правевме дупликат истите клучови да мора да се падне за да настане масовна хистерија од државата и тоа се дешаваше. Значи ги местевме да се паднат, а не да не се паднат. Од прв пат го кажем, никој не го знае. Местевте да се падне, да мора да се некому падне. Да се падне. Не, некому да се падне. Било кому. Затоа што да мора да се падне. Зашто утре тиражите идеа у небеса, штампаријата не можеше да постигне, тоа е мало. Никој не го знае. Севте. Нити не го знае. Значи буставте да се падне колата. Така. Што коли дававте тоаш, памтиш? Како не памтам, и бици, и кордови, сеати, мислам, имаше луѓе по 2 коли што добија. Значи тоа, нели, у публика, па ќе го излечат, па се чуди му паднала кола, пискаше на бина, добија уште една кола, тоа беше ненормално. Значи 30 коли у 4 месеца поделив. Колку заработуваш Игор тогаш? Убаво. Google. Да, убаво заработуваш. Сме пријатели покрај се тоа, нели ups and down, нели кој го немаше. Имаше многу муавети колку се заработувало Ако заслужено. Од 1000 марки до 10.000 марки неделно и така. Па добро, се ајде. Нека е жив и здрав. Така е. Ама знаеш како сето тоа па мотивираше, знаеш? Мотивираш, ако може овој да добие, може овој. И ми се допаѓа тој западњачки пристап. Подобро е да ја дадеш колата, сега па има некој, не, она се тресат. Знам, работев у една друга телевизија, каже, леле, добро, не ја доби премијата, се тресеа. Демек, главната работа. А во суштина многу западњачки, многу прогресивно. Ако ја дадеш, ќе имаш уште поголем. Така е. Ние млади бевме, неискусни, мислам, да бевме малце постари, веројатно ќе крадевме од државниот имот, ама ние бевме тогаш така за млатотинки, што би рекол ја. Кој бевте вие? Па тоа ја Јохан и Зоќа, Зоран Радоњанин, реално ме почнавме. Јохан Елзнер? Да, Елзесер, да. Чао Јохан, сигурно гледа тој. Фан ти е, мислам, одма ти кажам. Тешко мене. Штуцам веќе. Не, поздрав. Да. И така, мислам, убава екипа, влегува, излегува, основачи, успешна приказна, успешна. Подоцна и Трифун Костовски, у некои 2-3 бизниса станавме партнери. И така, цело време тоа некоја турбуленција. Например, ја не сум работел 2 пати ист проект. Сега, на крајот повторно се вратив на медиуми, кај што сум ко-собственик на 9-10 портали сега, од прилика. Ама и сам знаеш, нема пари од тоа. Тоа е за слава, поише така, за убаво дело да направиш, да бидеш совеста на Македонија, да се обидеш да бидеш совеста на Македонија. Тоа е и слоганот нели на Макфакс, новинската агенција наша. Ама како да кажам сега, знаеш како и у тој наслов од Иван Штркот има, значи, што викаат деца мои, кај да те фрлял тебе тато у светов, ти ќе беше богат, само овдека си обично човече. Истиот муабет го имам јас. Кај се најде, ти вика со овај, па и ти ми го кажи. Да, бе, да, така е.
Па ти ќе беше Джей Лено сега. Кај ќе сегде само не у Македонија, ама еве овде не фрлиш тркот и мене и тебе. Така е, така е. Тоа е. А види, ај тука да направам, ја може ја да си кажам што сакам да зборам. Не. Нема Абе што. кажуј, молим те, жити се. Не сакам на почеток да Ама. завршиме со тие некои патетики што се, она, па после се пребациме овој на убави работи. Не, ама патетикава си иде, ја барем мислам дека ја возам управет. Не, супер. Абе, знаеш што? Искажи се. Да, сакав да кажам од последниот пат кој се видовме, нели овдека точно пред една година, што се десило, ми се десија некои интересни работи, би сакал да ги споделам. Значи нема бидам саркастичен, нема бидам циничен и така натаму. Значи почнувајќи од тоа ставив 4-5 кила, ми падна 20% од косата, тоа е ќе го прескокнам, ама што се деша? Се деша да ја у моментов сум две мали разочарувања ќе кажам и после ќе продолжиме, може? Значи јас сум у моментов некој директор, менаџинг директор, бла 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 на една мултинационална голема компанија со седиште у Скопје. Значи мозокот, менаџментот и овој човечките ресурси се во Скопје. Компанијата се вика B2Bet. Не е битно. B2Bet, BTO, bet. B2Bet. Да, и тука сум некои 2 години нешто таму, као некој директор, она, се грижам за све тоа. Знам нешто објавуваше ти за тоа, Да, доби некоја награда. Тука е кетчот. Значи, ние пред месец дена бевме избрани за најдобра компанија у свет, у одредена област. Добро. Да не потенцирам. Значи, у свет. Знаеш што значи тоа да бидеш најдобар у свет? Тоа значи да си на ранг на Apple, на ранг на, како да кажам, на Mercedes, у одредена категорија, у одредена фела, у одреден бизнис, ние бевме избрани за најдобриот свет. И реално сега не си викам, ај ќе пренесат вајда овие, кажи ги, медиумеве, така? Не бе, брат, никој ништо не пренесува. Извини, Зов, за ова збориме? Не, БТО. БТО? БТО, бет. БТО? Без БТО, без споено, без второто. Така. Океј, фала ти. Ушеднаш, Добро. бекспейс. Добро, ќе го средам, збори ти. И сега што се дешава, вртам ја, пошто нели медиумиве сите ми се блиски и така натаму, викам, дајве дечки да објавите ова убава вест, иди на сите. Тоа е B2B платформа, ете на тоа. И сега што се дешава? Никој ништо не објавува. Викам, дечки, дајве не се зезете, ова е добра вест, дека некоја македонска фирма е најдобра на земјина топка. Дечки, вика, дајве, тоа плати по 50-100 евра, вика, за објава. Ќе објавиме. Леле, мизерија. И добро, платив ја, ете, мерак, нели? За да објават другите. Уместо они да трчаат, да молат дека нешто се десило. Ја отидов и понатаму. Викам, ај брат, овие сите телевизије ги знам, ај викам, сега му телевизија, дечки, дајве нешто да ставите у вести, добра вест. Ау, не, ние, знаеш тоа, овој шо кажал, овој шо украл, овој против оној, немаме место ние, не можеме ни вестите да ги прошириме ради турскиве серии. Викам, вие немате добри вести, викам, не објавувате? Не, ај, молим те, ништо. Значи, ние, а тоа да не зборам сега, пак, Ова се луѓе што ги знаеш со децении. Да, што ги знам. На мала врата, на голема врата, влегувам сегде. А од државата, па некој да те потапша дека реално си најдобар у свет, па тоа нема теоретски шанси. Прва тужна прича. Втора тужна прича ми се деси... Чекај, ова е тужна ти е причата... Разочарувачка е прича. Разочарувачка од човечки аспект што не те фермаат. Не, што државата не го третира ваквиот успех на една компанија. Па што ти реков, не се магариње или пица да измисли. Не си партиски човек, бе, човек. Добро, бе, не, ама го знаеш ти ова. Добро, чекај се, БТО-бет, дали е успешна приказна и натаму? Не нормално успешна. Не нормално. Ма како може да ти е криво заради пришиплење? Биди благодарен што е паднале маските. Замисли цел живот да си поминал со тие луѓе да ти глумеле пријатели. Да. Вака сега си рад. Сега ми е јасно зашо ме викна мене. Не, ќе ти кажам после, само уште една кратка прича. Не, кажи ми ја прича, само се нервирам за... Не, за ова се нервирам, затоа што... уште една ќе ти кажам... Затоа што секоја ти чест, и мене искрено, додека го збореше ова, ми се стегна стомакот, срам ме фати. Не, сега, чекај се, уште поише. Ти да молиш за... Да објават добра вест. Успешна македонска приказна.
Не ми се верува. Те уче кратко, нема да одзимам време. Не, одземај време. Јасно. Зошто си Имам уште една прича. Вака, задњава година, така доста сум близок со една компанија што сум импресиониран од нејзе, се вика Фейдом компанијата, произведе дневни соби, софи, тоест троседи, двоседи и така натаму. Сме чуле за нејзе, добро. Сте чуле и сега што се дешава? Фейдом е 97% извоз. 96-97%. Фейдом е единствена компанија у свет. Мислам, ова што не гледаш у мене, не е страшно, знам дека го сурфам да ја отворам Фейдом. Тако, Фейдом. Ти правам оваква. Y дом. Да. И што се дешава со Фейдом? Не гледаш у мене. Фейдом е успешна приказна од многу аспекти. Прво, се грижи за животната средина. Целата струја сама се ја произведува, сама се ја користи. За секоја произведен тросет или софа, нели кажам на англиски, они садат по едно-две дрва. Меѓутоа не може да ги насадат у Македонија, пошто тука не може да дојдат нели до тендери, до ова, до она, и си ги садат у Србија. Од каде е фирмава? Од Скопје. Значи мој другар цел живот е собственик, 15 години. Идемо понатаму. Значи они се грин. Они садат, они не користат, они имаат 12-13 светски награди за дизајн. Иди малце подоле, уште малце подоле. Еве ги, ова се награди, гледа се. Извини се, што не те гледам, ама не. Има добра причина, нели? Добро. German Design Award Special, секоја година они се најдобри у свет. Ова се наградите на Фейдом што ги има. На светско ниво. Значи од 2012, 2013, 13, две награди, Германија и светска награда. И сега, ама паратија причава се. Добро. И сега слушај што се дешава. Уни на одредени од овие награди у светски рамки, например, Фейдом е на прво место, BMW на втора, Audi е на трето у дизајн. Значи не зборам да награди само за мебел, у светски рамки. Значи у компанијава доаѓаат странски студенти на обука, кои ние што ги праќаме децава негде, од тие нивните деца доаѓаат у Скопје. 97% извоз. Значи, паси, да сме ние нешто, некоја, нели, држава, ќе отидеме кај газдава, Зоќе, ќе можеме, Зоќе, брат, да ти дам ја тебе 200.000 квадрата земја, да ти дам кредит на 1000 години без камата, да не плаќаш придонеси, да ги запослиш сите, не да вика да шеташ се у Србија, он таму у Врање произведува пола, зашо оде таква е ситуација. И гледа најинтересниот податок. Јован Деспотовски нема да ми се наљути, знам. Значи ТИРС, нели овие царински, безцарински, бла бла бла. У првите 9 месеца имале извоз 2 милиарди 243 милиона, да кажеме. А за да ги изведат тие 2 милиона 243, имале 2 милиона 233 милиона увоз. Значи, направиле разлику цена 10 милиона евра. А за тие 9 месеца, Фейдом сам направил 2,5 милиона евра. Значи, едно Фейдомче, таму во Избегово, е четврт од сите 30.000 вработени, што се гордоста на Македонија, мислам, така ние си ги викаме. И сега, тоа е уште по, како да кажам, поише се, ама дај, мислам, доволно е вака со овие причи. Тоа значи, Јован треба да го викнем у емисија. Не, Јован си е супер, бе. Треба да го викнем у емисија. Он има идеи, викни го, има идеи, он е фантастичен. Ми препорачуваш ли да го викнем човеков? Да, добро. Одлично. Од БТО бед да викнем ли некого? Па не, бе, јас сум тука. Ајде, нема веза, идемо дале, ајде. Нема, мене ми е интересно... На култура, сакам на култура. Не, ние одиме за култура, ама веќе кога си имаме 120 минути и кога ги спомна овие, мене ме чеша. Јас сакам успешни приказни да презентирам. Како ми викаше ти? Едина емисија кај што никој што не ги спомнува тие работи, овдека се спомнуваат и тоа free of charge. Така, а сега само шова. Ме потпрша преска, нели? Зашо ја тебе те викнав на промоција? Сине, ти дали знаеш дека ти на таа промоција ја погоди поентата на целата представа и книга? Ама подосна. Следете не после рекламите. Ама после ќе кажам, стварно, ќе дое ред. Ама тоа беше причината. Као да знаев. Ти тоа што го кажа. Ќе го цитирам. Со своји зборови. Ти имаше трема, неверојатна, ти се тресеа коленцата. Ти кажа вака,
ти дека два пати си ја читал книгата, првиот пат си се газел од смеење, вториот пат си се газел од плачење. И пази, у позадина на целата, на тој проект мултимедијален беше да реално секој на различен начин. Ти од дома ако доеш спремен за плачење, ќе плачеш, ако доеш спремен за смеење, ќе се смееш. И таква е направена приказната. Значи има позадински, има меѓу линии, меѓу редови, али ај после со ретко ќе фатиме овој проектот. Или одма, не знам како сакаш, мислам. Не знам како сакам. Многу идеме нагоре надоле затоа што сега, јас се обидов хронолошки да те возам до ден денеска, ама не, во реци, знаеш што, иако ја имам спонтан концепт, мислев дека од Джандар збира што било следно, а ти ми извозе горе-доле. Не, во рете, слушај, Зов, ние сме пријатели и ми е драго затоа што си ја надминуваш требата и се наметнуваш ти, а не јас. А јас, знаеш, јас сум тука само да те следам. А ако не можам да те следам, ќе те возам хронолошки. Очекував малце поише, можеби дека ќе ми кажеш некоја анегдота ваму со Игор и со Натали и со ова време, но ја пририпавме, веќе ја завршивме. Што правиш ти после Джандар збира? Па, тоа беше холдинг компанија, издавачка куќа, што си имаше свој почеток и крај, некаде тамо 97-8 ние направивме печатница, таа што ја спомнав преска, најголема, со печатевме сите дневни весници, утрински и така натаму, па после нели ја продававме, зашто дојде Бодо Комбак, знаеш, пактот за стабилност, тој нешто беше изасланик у тоа време, дојде у канцеларија и вака вика: господине Зоран, вие ќе се продавате или да направиме поголема и подобра печатница од вас? И ја реков, ќе се продаваме. Од уста ми го зема. Од уста ми го зема. И така, кога се продававме, јас си отидов за Канада, нели? Канада. Да, 2006. Зошто одлучуваш да идеш за Канада и која година е тоа? Тешки прашања се. Како бе, Зов, тешки прашања, па не ме утепој. Дури, значи, апсолутно сите што ме познаат, сите се чудеа за таа одлука. Најсмешен у тој период беше татко ми. Идам да му соопштам и ми вика: дој малце од другата соба нешто да ти кажам ја, кој му кажам дека ќе се селам. Нели ја успешен, све тоа. И ми вика: кажи колку дужиш. Леле кутриот. А викам: не дужам, не, кажи колку дужиш, ја ќе ти помогнам. Нема зашто ти јаш бадијал у Канада, бегаш од тука и така дале. Меѓутоа, тоа беше некој цар, стариот, браво. Да, некој драйв беше што тој некој внатрешен немир за промена, за деца да ги изнесам на пут, да им дам пасош, да им дам образование странско и така натаму. Значи ја овдека оставив све. И отидов, нели, си почнам од нула, што се вика, и така беше. Објасни го тоа, оставив све. Па, објасни го тоа кога, значи, све продаде што имаше твое? Па не баш све, нешто продав, али така? Оставив, како ти кажам, компанија што меѓу време, нели, и пропадна може, не бев тука, оставив статус некој што го имав и у медиуми и сегде, така, од све се откажав. Се откажуваш ли од сатаната, се откажувам. И ја од све се откажав и отидов табула раса од Канада. Веќе имаше деца? Големи деца тие, средна школа и осмолетка. И ти одлучуваш, значи се охрабруваш тоа да го направиш. Да. Дали тоа што имаше пари отиде со кеш? Не, мислам, така, нели, јас те разбрав дека не си отишол како голтар таму, него си имал. Си имал за да почнеш стартап, за стартап. Да. Од друга страна, секој просечен македонец вика: па чекај, на ова место со овие пари, стварно немам потреба да си идам, останувам овде. Ова ме интересира. Дали ти се упали некоја лед диода нејасна и како инстинкт дека децата треба да ги спасиш, дека чувствуваш дека иде некој булшит како што ни ова денеска? Види, од сегашен гледна точка така е, ама тогаш размислев да пробам и нешто друго. А така поинаку идеше? Дали ова пред 2001? Не, после 2006 отидов. Ова е 2006? Да.
Значи веќе е правилна одлука. Добро, Да. све си видел, јасно ти било тогаш. Да, Инстинктот тоа е говорел. едноставно. Си викам подобро да им дам пасош и образование него четворособен стан од Скопје. Значи така, едноставно така ги гледав работите. И таму си седев 4 години, нели, тогаш ја напишав книгава, нели, Тивам Штркот, што реално ја пишував се дека не го изгубам она чувство на чудо невиденост, да кажеме, затоа што, знаеш, кога ќе се навикнеш на сите тие работи, не можеш да ги опишеш. Ја ги пишував додека беа тазе и затоа до ден денес тие звучат тазе. Оно што е интересно што таа книга доживеа огромен успех. Прво, нели, се отштампа еден, во 2 тиража се продае. И тоа после одлучивме да така и Трендо ме наговори да ја ставиме гратис на Офнет. Се симна неверојатно голем број, не знам колку кај него. После тоа и на Македоника отиде бесплатно, по некоја проценка има околу 150.000 даунлода. Само таму? Вкупно, да. Кај мен таму има, не знам, кај Трендо 230-40.000, на Македоника има преку 100.000 даунлода. Жишо си минјаци читати така, тука се мери тоа, нели, мерливо е. И сега, али нема везете, не живеам на тие ловорики. И сега што се случува? Тука трга приказната, некаде... Чекай, извини. Вака, јас сум фасциниран. Значи, само Библијата може би е продадена у Македонија во поголем тираж. Не е у поголем тираж. А види, ја направив достапна. Ја и после, уствари, мотивот за Македоника беше успехот на Тивам Штркот. Зашто Тивам Штркот ќе ја купат 1500 души, ама ќе ја прочитаат 150.000. Зашто електронската варијанта не познаа граници, бесплатна е, достапна е, можеш да читаш на мобилен, имаше луѓе си ја принтаа дома. Зов, нема потреба, господине Спасов, да бидете скромен. Вие сте најчитаниот, убедливо најчитаниот автор во Македонија. Па, Само добро, сега, со глупа ја тоа, да. Добро, окей, јас го кажам. Значи, најчитаниот писател во Македонија, најдаунлодираниот, а човекот не е дури ни член на Друштвото на писателите на Македонија. Уопште не го тангираат него. Иако до сега веќе имаш колку книги? 4. Добро. Окей. И 5 у припрема. 5 у припрема. Ке збориме. Повели уште сакаше да се доискажеш или? Па не, таа книга доживеа таков успех како што доживеа, нели, ме риба да не користам овие параболи, хиперболи и така натаму, нели, дека за тиражите ова, меѓутоа јас сум презадоволен, добив, не знам, стотици имејлови и така натаму од луѓе што не прочитале ништо у животот, такви и така натаму. И сега што се случува? Тука трга, нели, интересна приказна. Сега беше ова траурна. Микич, мој школски другар од Корчагин, таму ја прочитал книгата, нели, на почетокот. Ја уште сум бил у Канада. И после моето враќање почнеме да се дружиме. Чекај бе, полека, ништо не зборевме за Канада. Ајде, ние збориме за вампирот, ние збориме за ликовите. Ајде, извини. Ти како помина таму? Многу. Значи, тоа е значи, јас секогаш користам еден збор, тоест фраза, дека тоа е највисок стадиум на комунизмот. Канада, сега, како тоа го доживуваш, дека сите имаат све, Значи, буквално тамо нема врски, нема ова, нема она. Едноставно, секој си доаѓа на тоа место што го заслужува. Разликата помеѓу мене, тебе, човеков од Каршија, е у тоа дали ти живееш у тоа мало, ја у ова мало, дали ти си устан, јас сум у куќа, дали ти идеш у хотел со 4,5 звезди, он иде со 5 звезди, дали имаш 2 коли, 2,5 коли и така. Значи, тоа е разликата. Колку и да зимаш, ако зимаш многу ти зимаат. Едноставно, тоа е комунизам. Здравство е бесплатно, нема, имаш операција од $3 милиона, ништо не плаќаш. Школство е бесплатно, тоа факултет нешто се плаќа ситно, ама реално тоа секој се снаоѓа, стипендии и така натаму. Значи, тоа е едно хуман експеримент, ајде да кажам. Значи, многу наликои ме потсеќа таа социјална компонента на бивша Југославија. Сите се насмејани, сите се ведри, некој може вештачки, некој природно, ама едноставно ти годи. Оно што е интересно е дека ти никогаш таму нема да бидеш странец, колку и да не знаеш англиски или колку и да си таму цевте отиден, зашто таму никој не знае англиски, едноставно, тоа нели го спомнавме и у представата.
Ама тоа е една, кажам, благословено делче од земјинава топка со сите своји Знаеш, многу има македонци, ама никој не успеа тоа како што ти успеа да го согледаш за тие 4 години и да го ставиш у книга феноменално со хумор, но даде неверојатна слика за целава работа. И книгава малце се подзаборави, па со Торонто Експрес се овакво. Но кажи ми уште малце за твоето битисување таму. Комјунитето македонско е интересно, почитувано, вредно, едноставно секој што ќе отиде таму македонец одма у рокот неколку месеца му го менјаат, нели, оперативниот систем, му инсталираат нов, станува тој, нели, културен филм, работлив. Супер, све тоа работлив. Нема крадење, нема лажење, нема. Да. Не, сега има тоа носталгија, она ништо не е страшно, меѓутоа тоа едни прекрасни луѓе. Ја ако ќе кажам, дека таму имам неверојатно добри другари доживотно за тие 4 години што сум ги стекнал, што до крај на живот ќе ми останат, што се слушаме и после 15 години и така натаму. Неверојатни луѓе. Неверојатно. И на друг начин се третира семејството, на друг начин се третира децата, поголема сплотеност, поголема љубов и така натаму. Значи, тоа е друго. Затоа ти кажам, мене ме враќа можда едно 35-40 години назад тој начин на однос, на како да кажам, на почит. Таму од прво до четврто деление деца не учат ништо. Учат само, нели да кажат добар ден, благодарам, и така натаму. Тоа учат. И тоа, и сега што се случи, сега ја деца не ги избркав таму, тоа едноставно тие одлучија, тие се возрастни сега, по 30 на години се. Ќерка ми дури и се обиде тука да живее, дојде 6-7 години живееш тука и на крај рече, тато, благодарам. Од оние соображенија што ги кажав пред малку, од такви работи, и го почитував тоа, мислам одлуката, неизина и си отида, и сега, нели, останав обездетен. Во Канада. Сега тука сум, они се таму. Не. Во Канада. Што тогаш те натера да се вратиш? Дали си ти, затоа што прва и основна работа. Имам ја овде колеги кои било Австралија. И ми збори за Австралија, колку било фино, ти ми збори за Канада, ја имам една те иста реченица. Што си бе нормален? Ти дали си нормален што се врати? Зошто се врати? Та има такви плејада причини, пак ќе кажам, значи прво, нели, се заврши една епопеја, тој се разведов со тогашната сопруга. Таму како сингл не можеш да функционираш, тоа отврла општеството едноставно. Стварно? Па требаше да увезам жена од Македонија, нели, така прават тие. Што збориш? Да. Зашто таму нема она сега, ја ти и он кидеме сега по чорби, па ќе се пијанчиме 4 саца, веле ќе се вратиме. Нели, тоа не постои. Тоа е друг левел, едноставно. Сега, и да не навлегуваме до толку, ама е... Како ти ќе кажеш? И после 4 години решаваш да се вратиш, со се децата се враќаш? Не, се вратив сам, едно од ќерката ми се врати после година дена. Се обиде тука, 6-7 години, си ги побина таа младост и кој дојде време, кој созре рече, тато, пријатно, ја мојот живот и моите деца ќе се ги растам у Канада. И така да тие и двајцата се синот. Значи да беше малце поинаква ситуацијата твоја, да речам, интимна, немаше да се вратиш. Па немаше, ама тоа е, не знаеш животот кај мислам ја сум презадоволен од живот овдека сега. Нема збор за тоа, далеку од тоа, него ова ми е интересна компарација за општествено, затоа што у оваа емисија за овие 20 години од Канада, од Австралија, од Америка, у ниједна друга емисија се немаат јавувано повеќе. Кој по Skype, кој вака, кој така. Но никогаш не сум ги добил овие слики за општеството канадско. Прво, тие перфектни работи, но и маните, а и овој момент ја искрено се наежив. Сега последниве неколку реченици. Не можеш да функционираш ако немаш семејство таму. Да. Нема идење чорби на кафани, кај си мацо, нема теорија. Невозможно, е? Да. Ова е многу за размислување. Ти благодарам што беше и олку искрен. Извини ако се ова тешки и болни работи. Океј, се враќаш тука. Можеме да идеме директно сега за Микичот, рече дека ти е школски другар и што е еволуцијава сега уприказнава? Да, и сега тука вака и
уствари и поводот, нели ти уствари за што ме викна. Конечно дојавме до поводот. Ми се јаве, ми ги се дружиме, нели, така спорадично. И ми вика, брат, абе, оваа книга, тоа мора да ја, некад да ја поставиме на даски, у театар, мора да направиме, вика, се нема шанса. И така проаѓа година, 2-3. Да, си Као викаш, се дружиме. кај ќе правиме с него и оно, Да, кај да, купиште на една многу скапа продукција. Така, и сега лани негде поема немам. Ствари, сега беше оваа година. Вика, слушај, ја зборев со МН-та, пошто не е член на МН-та е ансамблот. Вика, МН-та ќе аплицира у Министерство за култура со твојов текст. Викам, што ме зезаш, викам, па не сум ја Дејан Дуковски, Горан Стефановски, Не, нема гајде, може, добро, нема. И што се случи, ние добиваме. Проаѓа, нема врски, нема подметување, нема подкупување. Браво. Представата не дозволија да се вика Тимам Штркот и имаше работен наслов, нели, Митре стрелата во земјата на чудата. И така почнавме и сега, нели, сега покрај Микич, нели, и режисер мора да има, нели, го добивме Јоцо Симонов. Викам, Јоцо е супер момак. Да, Јоцо е, после ќе кажам за него 2-3 хвалоспева. Ама и што се дешава? Почнуваме да работиме на текстот, на обработка, на драматургија. Викам, дечки, ја кидам до Канада, ќе тркнам. Да видам дали е баш вака, да не искочи дека нешто лажеме. Која година е ова? Сега, у август, пред 3 месеца. Кога беше на крстарењето? Не, тоа друго. А тоа беше друго, да. Добро, извини. Викам, кидам ја да видам дали е баш вака, зашто има апдейт. Дали има апдейт, дали се сменило нешто, и се сменило точно, ама на подобро. Чекај, ти имаш канадски пасош, имаш државјанство? Да. И идам ја Ја ќе се оженам за тебе. Ќе сменам пот. Нема проблем. Носи ме у Канада, ќе ти бидам домаќин. И слушај, извини, ајде се зезам. И идам ја у август да направам апдейт на книгава и гледам дека пишам уште нешто, допишам уште 30 страни искочија плюс во однос на Тимам Штркот, малце ја модернизирав, ја апдейтирав, ја средив и се јавам у Арсламина, издавачите мои доживотни, што се вика. Викам, дечки, дебава да го објавиме. Важи вика, ајде. И ја пуштам ја текстов, одлично, шармантно, нели, не се одушевија, Бог не, колку веројатно нема некои уметнички дострели. И вика, одлично, супер, ќе го издаеме, ама викам, слушај, ја првите 3 книги, целиот приход сум го донирал негде. Нема да мислите дека на мене ќе заработувате. Значи, вие треба да си знаете дека доживотно од мене нема да заработувате. Може само слава да имате. Пошто Тито целиот приход го дававме. У СОС детско село, од предходната некогаш, некаде деца со посебни потреби и така натаму. Сега нели ни ти, ни издавачот не дозволи никој да заработува од сите овие книги. Не. Па сега види, мора Господ да избрише некој греф сега. Нели, и сега некој, сум го кажал тоа, и да пати некој црква прави, некој икони, некој ова, некој она. Ама од каде да знаеме Зов дека не е тоа? Добро е тоа, не сакам да се фалам, не се фалам, овие од СОС ми рекоа обавезно да се фалиш, да може и другите да ги повлечат. Да, добрите дела треба да се кажуваат за да ги инспирираат и другите. Да не се вика, ај кога никој не дарува, па не дарувам ни ја. Ама вака твојот пример треба да се каже. Добро, сега не е битно. И сега како трга причава. И сега викам, слушај, ај сега не глупо е пак сега. Не глупо, него пак да ги даваме на деца без родители, вамо тамо, да и да смислиме некој кетч за промоција на македонска култура. Важи и сега мислиме и сега решаваме да направиме еден проект кај што ќе ги споиме најголемата издавачка куќа, Арсламина, најголемиот театарски установа театарска, МН-та, и ја тука негде, мојата маленкост негде тука у средина. И се спајат они овој проект, Торонто Експрес. Како? Се откажува секој од профитот, тоа беше услов. Најдов на неверојатно разбирање и од Мони, директорката на МН-та, и од литература. И направивме еден проект, 300 плюс 300 еднакво на 300. Сега, тоа е кодно име. Реално, книгата отпечативме, таква 30 страни поголема,
Торонто Експрес, нели? Што е тоа? Објасни го малце 300 плюс 300 за типови Тоа беше сметководители ко мене, што не се разбираат. Кодно име беше тоа дека реално 300 денара е книгата, 300 денара е театарската представа, а ти двете ги добиваш за 300 денара. На кој начин функционира? Ја купуваш книгата, идеш у литература МК, добар ден. Ти даваат книга, внатре има ваучер. Ваучерот си идеш у МНТ, го менјаш за карта, за влезница, за истоимената представа, без пари. И после направивме и апгрейд на целата кампања, значи не купуваш една книга, купуваш две книги. Едната книга за тебе, едната ја поклањаш на некој другарче за нова година или whatever, и ти остануваат два ваучера и со партнерот си одиш у театар. И све тоа за 600 денара. Значи, ем книга, ем поклон, ем искачањето. А си донира. Уствари, како да кажам сега, си направил добро дело, да. хумано дело е конечно. Па би, тоа е промоција на македонска култура. Тоа беше у позадина македонски автори, македонски издавачи, македонски драматурзи што работеа. Добро бе, барем режиските трошоци за поставката, хартија се плати, нешто, за ова зона. Ама сега реално се покрија тие минимални трошоци. Ја викам не дека реално сите се откажа од профитот, меѓутоа тие минимални трошоци. Режиските трошоци мора да се покријат. Јас се откажав од све. Од профит. Да, нема. Ти се откажа од се. Да, така, as usual, као и обично. Да не залегнувам, ме караат дома. И така тргна проектот. Значи влеговме во ваква една Да не сакаш вода. Па, ја може. нема да правам пауза. Ајде. Донеси ми и една оти ке имаме уште муабети. Да, и што е разликата помеѓу Тибам Штркот и Торонто Експрес? На дополнувањата. Кога отиде, што виде, што е сменет? Добро, мислам, има работи, а друг е крајот. Едноставно има промени некои што се случиле, што се апдейтирале, морав да ги апдейтирам што, како, зашто. За македонско комјунити, за тој еден ракурс македонски очи што гледаат такво. Добро, што она што не е у книгата, кажи ми. Па вака, има многу работи. Има уствари, кога ќе направам ја паралела помеѓу книгата и представата, значи заедничко пресек на двете множества е некои 30-40%. Значи книгата има други ликови, представата има други. Крајот е вамо е еден, вамо е друг. Има што и што ги има у книгата многу, што ги нема овде, има обратно. И она што го кажавме и на промоцијата, книгата треба да се прочита од општа култура, али представата мора да се гледа. И ние тргнавме таква авантура, нели под диригентска палка на Јоцо Симонов, кај што нели на почеток така скептично малце, он према мене, ја немам проблема, он беше малце скептичен. Не знам, резервиран ајде ова. Меѓутоа, човекот е една прекрасна личност, ја доведе представата до, според мене, едно, можно да кажам, емоционално совршенство. Да, за Јоцо зборев, значи чудо направи од текстот, чудо. И он, и Буцко што работеше исто помоцно. И он работеше на текстот исто. Не, он највеќе што се вика. Јоцо, Микич, ја, сите проби заедно, надополнувања, почитувања, значи тоа е неверојатно како ние од тој текст што е збирка на есеј направивме, тоест ајде да кажам, под диригентска палка на Јоцо се направи на драматуршка целина, неверојатна смут со почеток и со крај. За крајот малце се крше копија, да кажам, ама на крај спрема реакциите на публиката се осети дека сме го погодиле. Да, крајот е емотивен. Знаеш како, и Јоцо, уствари, со Микич кој го работеат, пошто ја уживав, ја бегав од работа, да не ме чујат на работа, бегав од работа, да присуствувам на тие проби, зашто тука се доживува еден уметнички транс. И реално, што постигнавме ние? Ние постигнавме да Микич во тек на целата представа, он иде по некои синусоиди емоционални, он на почеток флертува со публиката. Флертуе. Па ќе ја засака, а не и дава она да го засака. Па ја носи до плачење, од смеење.
па ја носи до плачење со солзи од туга. Значи, публиката е играчка во неговите раце. И тоа е неверојатно. Таа е еден флуид, една хемија, една реакција неверојатно. Ние на премиерава не ми се веруваше, 10 пати се прекина представата од аплаузи и од овации. Тоа ја не сум видел до сега, мислам, а најшто е многу битно, што ова не е комедија урна и песна. Пошто ја бев на предпремиерата. Ти збориш на премиерата, уште пострашно беше. Уште пострашно, да. Леле, зашто? Добро, добро. Демет. И сега гледам Сакам, не, уживам у реакција на публика. Да, ја Оти малце беа постегнати у предпремиерата. Али премиерата беше маестрална. И сега нешто... А беше поопуштен Микичот? Микич беше на разини задатка. Браво. Значи, он беше напнат, после премиерата се опушти онако истишан балон скроз. Ама го одигра маестрално. Пошто многу, знаеш како, представава е како едно платно кое дозволува неверојатни турбуленции да се како Радован Тречи кога Зоран Радмиловиќ од еден минимален текст правеше 3 сати представа која не знаеш што ќе трес. Зошто имаше 200 изданија? Затоа што не знаеш кој што, кого ќе зезне, кого ќе рчне. Сами се смеја кај Радован Тречи. Плачеа од смеење, ја знаеме културата 200-та. Да, ама ја вчера бев пак на представа. Добро? Значи Микич вади нови фори секоја представа. Ја пак вчера најгласен бев. Па тоа е тоа. И он влезеле у тој филм, затоа што види се, Микич не е глумец од ковот да не ги именувам, што се комичари на гег. Така. За да насмееш некој, лесно е ти да дткаш или да кривиш или да фатиш некоја за она или да опсуеш и да се газат сите. Не. Така. Ој со емоциите. Да. Значи ој со емоција ги смее сите. Ги расплакува, ги смее, значи ги маа од земја, октопус, знаеш кој се маа од земја. Браво. Тоа и прави на публиката. Значи, маестрално. Мора да се гледа едноставно. Колку имавте представи до сега? До сега имавме 4. Фул? Петата се продаде за непон ден, на 30 декември, тоа фул, да. Нема мала сцена, фул е све. Има 4-5 представи во јануари, што е неверојатно. Сега камо среќа, мислам дека ќе се играат долго. Сега тука не знам дали да спомнам уште една мала една мала приказна. Написе вака. Ова е многу јако. Да, додека он пие вода и размислува, представата се дава во МНТ, тоа е на малата сцена. Ја бев на предпремиерата, значи можам слободно да кажам дека се работи за некој микс. Сега прво книгата треба да ја прочитате, затоа што се чита, Тибам Штркот се чита за 30-40 минути. Ја која сум ја прочитал за 3-40, вие за 15 минути. Се чита како колумна да се чита. Лета текстот, едноставно. Нема кочница, сваќаш, нема кај да запнеш да се вратиш. И ти дава ендоморфин, знаеш, позитивна. Самата представа ја ја доживеав како еден кросовер помеѓу стендап комедија и као монодрама. Ама и со хуморот и со оние суптилни приказни и така над... Ние сите знаеме за Австралија, сите знаеме за Канада. Никогаш поблиску никој не го дал. Ова е бетер од документарец. Мислам, ти не си свесен, ти не си го правил намерно, ти си го пишел тоа спонтано, знаеш. А ја многу ги разбирам тие спонтанни работи, бидејќи цел живот мене ми е импровизација и така натаму. И уживам у тоа. И сега, најинтересното во оваа представа е што ја уште првиот ден кога се слушнавме утредента, ми се јави сине, како не ти е срам, не дојде. Викам, сине, позади тебе бев, позади тебе седев, али беше изгубен out of space. Да, ја се здробев и на искачање на бина. Да, побегнав, таман да му честитам. Што отиде, гост нема. Што со представата? Зошто е добро? Зошто е забавна? Затоа што не е репетитивна. Значи, самиот штос од книгите, самите штосови дозволуваат да убацуваш, например, и не знаеш каков ќе му биде денот на главниот глумец. И сега може да убаци
може да убаци дневно-политичка, не знам, мал Шенген, те не знам фатиле дрога, те не знам невреме се ова. И сето тоа дозволува нашата секојдневица со една општа слика да удри многу јако. Што е уште поинтересно? Треба публика, го осеќам, Микич не го има ова кажено, ни Оцо го нема кажено, се гледа го нема, затоа што е оставено за да биде спонтано ако дојде. Чека, Микичот чека реакција од публика, да му каже некој, абе, гуми, сега ја ќе ти кажам за гумите. Да му добаци. Да. Само еден да му добаци, мислам дека ќе има паљеви. Да. И он го очекува тоа. А ние да се ослободиме од таа камерност, дека представа се гледа културна тишина, ништо не се... Па се смееш у себе, па. Джони, идите, гледате го Спајдермен да видиш со деца на како е. Рипаат на седиште, прв пат сум гледал, као у амерички некина, кога се соживое со филмот. Нема врска. Представата е изворедна. Она секоја недела како искачање да ти биде. Еве, еднаш месечно бар да ја гледаш. Ама ќе се гледа по повеќе пати, како што беше Цулунски патрди, Болова, Вуво. Значи, ја така очекувам. Стварно, затоа што секој одење откриваш нови работи. Тоа е зиповани се сите фори, многу се зиповани и треба време да се одзипува, знаеш, да ги пратиш. Премногу е, значи трае 75 минути, али е набиена со хумор, со интелигентен хумор, со меѓулинии хумор, редови и така натаму. Ќе го пратиш ли Микичот у Канада да дзирне? Киде. Киде? Да. Види, Јанко, знаеш што е, уште многу поважно е, тоа веројатно ретко кој го знае, дека све што е у книгата и во представата е аутобиографски или биографски. Значи, или мене ми се случило, или на мој некој близок. Тоа уште дава поголема, како да кажам, друга димензија дава на целата приказна, зашто таму изгледа као надреално све тоа, кој го гледаш. Значи, сите тие приказни, а свето точно. Значи, мене ми е ишиштале травата, како да кажам. Неверојатно е, а вистина е све. И сега литература ми вика, абе, ова у фикција остајме. Бе, каква фикција, викам, ало е документарец. Абе, не е документарец. Па тоа ти зборам, никој нема представа. Дури и нашиве од диаспора нема, не зна. Значи, јас сум комуницирал по Скайп. Камионџија имаше со Вучјак, Шумахер се јавуваше. И може би беше најелоквентниот канаѓанец што ми се јавуваше у емисија. Ама никако не му се збореше за Канада, збореше за ситуацијата у Македонија. Ама обседнати има такви. Ама нема, не можат... Нормалноста на живеачката таму, едноставно перцепцијата на човек, ја потполно разберам. Значи, 24 сата нам ни треба да се приспособиме на убавото и нормалното. И ние не можеме да го коментираме. А ти си еден од ретките кои си навлегол, значи, тоа те прави разлика зошто си ти вистински писател, а и новинар на некој начин. Значи, сето ти тоа го ставаш низ една Монти Пајтоновска призма, затоа што тој надреален момент само моите Монти Пајтон го имале. И топлиста надреалиста. Значи, и сето тоа ни праќа нам многу јасна слика. Документарец за Канада не ми дал појасна слика него ти. И то не за диаспора или наша или ова. Како стварно се живее за Канада. Бидејќи ја овие работи сум ги слушал само за Норвешка. Не сум ги слушал, али Норвешка е позезната, затоа што Канада е потопла, верувал некој или не, ти убаво кажуваше. По линија, ако земеш Торонто, ти е на линија со Скопје. Така некако дојде. Лесковац. Да, така. На иста линија сме таа. И тоа е. И сега, уште ова не ми кажа. Разликите помеѓу Штркот и Торонто, кога отиде вториот пат, има ли големи разлики у живеачката таму? Има. Убрзана е живеачката, не е така смутен изи како што беше. Значи, понапнато е, нели, нормално, зголемени се плати, големи дечки додаток е зголемен, све тоа. Меѓутоа, она што го осетив, сите живеат фантастично добро. Има чак влево и десно си кукаат тоа, ама знаеш како, сега направив $700,000 куќа, ова ја отплатив, ама ја таму през Панското село да си направам уште една куќа, знаеш, има и тоа се дешава. Меѓутоа, тој е на
тамо еден комјунити што беше околу мене, тие никој од нив не беше отиден трбухом за крухом или со стомак полеп, нели? Да. Не отишле за пари и за ово. Едноставно се десило нешто овде, им пукнал филмот и отишле. Значи тоа биле етаблирани личности и тука. Као и ти. Па ајде да кажеме, да. И ние уствари нашето дружење, како да кажам, друга димензија имало. Не сте биле бедници из Не, ма тоа све се боси, Да. па сега виделе лепи нешто, него напротив, и сте си го подигнале нивото на на друг начин ја гледаш тогаш и Канада и како општество и како све, како природни богатства, како шетања, викенди и така натаму. Тоа е друг левел, стварно друг левел. И на македонците што живеат таму исто. Тоа е, сега они патат за овде, али знаеш како што вика Микич, носталгијата е фатаморгана. Едноставно памтиш убави ствари, убави мириси, убави чувства, толку лошото го забораваш. И ја имам пријатели канадски, македонски канаѓани, што отишле таму, седеле 5 години и пателе тука, ределе за Македонија, кукале, па ќе дојдат, пак со контейнерот наму, па ќе седат тука 6 месеца, па ќе сватат, па пак ќе отидат натаму. Не еден. Има такви натаму наму што идат, кои не може да ја согледаат и не може да се помират со тоа. А на крајот, секој од тие што отишол, што живеел таму, тие граѓани на светот едноставно. Што работеше таму? Па од почеток реновирав куќата. Купив најружна куќа, у најболje мало. и ја средив после, ја пицнав, ја направив она. И после со еден пријател од детството, Зоки Каркински, отворивме едно фирмуле, двајцата, па станавме тројца, четворица, стигнавме до 12 души. Фирма за што? Местевме видео према по судови, трибунали, школи, болници, надзори, она и така, и супер ни беше. И добра заработувачка, све она, значи се снајдовме. И тоа е, у секој случај беше интересно. Значи, буквално оној живот социјален беше на неверојатно високо ниво. Децата на прав пут отидоа, колку што гледам ја, нели? Они се уште у Канада работат, завршија школи таму? Многу школи завршија, двајцата имаат 4 факултета заедно. Син ми е женет сега со русинка, а ќерка ми живее на црно со еден канадски пољак. Многу заљубени се и двата пара, си имаат фантастични врски. Што значи на црно? Па невенчано. Немај, помислив нешто општеството што нема таму да го... Не, одлично. И сега кој сме кај децава, знаеш, завршува премиерава и вечерта е еуфоричен тоа дома, лебдам, хелиум, значи не допирам овој патос и ми сеаат децава и кажа: тато, како беше на премиерата? Фантастично, овации, хвалоспеви, тоа урлаат сите. Викам, ја улеген ме собра. Вика, добро, супер све, кој беше беа, викам од другари, малце, пошто имаше многу новинари, имаше ваму, имаше таму. А како беше, вика, овој со министерката? Ја им кажав дека ќе дое министерката, пошто ни потврди. А викам, со министерката имавме малце пех. Шо се деси, ми вика? Не дојде, вика. Малце пех, не дојде. Се си ја слушаш ли реченица? Да, и деца ми викаат, како бе не дојде тато, па нели потврди? Таа викам, потврди, викам. Ние се наредивме, ја, Мони, за култура. Ние сме под МНТ, под Министерство за култура. И се наредивме, ја директорката на МНТ и Јоцо сите, знаеш, као мистер Бин која чекаат кралицата. Кралицата не дојде. И деца викаат, како бе тато не дојде? Викам, не дојде, викам, нешто искочило, или глава боли, или дошле гости ненајавени, па немала ништо мезе, морала да одмрзне лиснатици од стокомак, па изгубила време, па не стигнала фризурата. И не можела едноставно, ја бранам, човече, дека не можела да дојде. И кирка, и ками ми вика, тато бе, вика, во Канада се десеше, вика, а чека, вика, колку премиери годишно има она? Вика, има 3.
4. А викаа, колку има со толкава помпа што е као Торонто Експрес, со автобуси брендирани со унапред продаени представи, ја бранам, добра бе, тати, може не можеше стварно да е. Вика, слушај, вика, тато, она да беше у Канада, денеска ќе си даеше оставка, вика. И се ја уште ја бранам, ма чекај бе, тато, ние сме млада демократија, ние сме 30 години у транзиција само, чекај, кај, немој сега ти со ова, со она. Која прича, човече? Која прича? Не се ни јави, не ги ни дај картите на друг. Седа две празни места таму, нели така сме шупли, две има па две нема, па ради протоколи и незините две места седат. Бе, не се ни јави. Дечки, се извини, стварно гостите, кифлиците, нешто да кажеш, нешто. Ништо, пази, ништо. А она е ктиторот на маната. Она е уствари, нели, пак отидовме у погрешен правец. Не отидовме у погрешен правец. Велиш дека со децении ме следиш. Да. Така? Да. Колку пати биле јавно и официјално поканети председатели, ово, она, ваму и таму, и то за промоции, не за... Да. Значи, без пардон, нема, како да ти кажам, дури, например, за председателски избори, ги викам двата кандидата и двата ме одбиваат на културен начин. Значи, вака, пардон, не ме одбиваат, али веднаш добивам одговор. Стево Пендаровски, Јанко, драги Јанко, благодарам што ме покани, со задоволство ќе дојдам. Нека. Вика, све зависи од мојот пиар тим. Нормално пиар тимот му вика, не, Бог да чува. Исто и со оваа беше кандидатката од ВМРО ДПМН, Гога. Таа е нешто навредена, нешто е навредена од мен или од емисијата, ама културно барем ми одговори дека би сакала да дојде и така натаму. Значи, дечки, абе Муабетов, кај си ти? Ова е кам маркет. Го знаеш што со? Зошто те разочарува у нефункционална држава, каде политичарите немаат основен common sense? Зошто те разочарува тебе? Ама види се, госпожата се декларира за урбана градска цура. Што ми е гајле што се декларира? Абе може и да се декларира за травестит. Ти си поставил, ти имаш работа, ти си уметникот. Не сум ја, она треба да го испочитува мната, не мене. Незината најголема установа. Ама зошто ти се разочаруваш? Ама ти имаш сите ловорики. Таа е готова, таа веќе не има ни министерка да биде сменета. А ти, народ уште те познава, уште ќе те знае, уште ќе се доwnloadира книгата кој ќе отидат тиражи, пак ќе биде на ПДФ, така е. Ти ги имаш ловориките, тебе ќе те памтат. Ја ти гарантирам, ја во овој момент не знам како се вика министерката за... И тоа е добро, колку помалку ги знаеме, толку подобро. Превише простор одвоивме за неја. Значи, оваа е екипа. Оваа е екипа. Чудо. Види, еден човек е, а види колку луѓе се. Ова е чудо. Значи, овде сите се заслужени. И ме прелажавте дека... не смеам да кажам. Добро. Ова се сите заслужени за представата што изгледа така. Да. Сега, у кадар сме? Да. Види го Маусов мој кај врти овдека. Дали го гледаш? Гледам. Кофата. И ја мислев дека е дел од сценографија цело време. И во тивките делови слушам плинк, плинк. Ама добро се. Плинк. Да не откриваме се. Плинк. За ова, за ова треба да се каже. Дека имаме објект... Режијата се не ме се. А што капеш од озгора? Абе, инфузија ставивме. Ме прелажавте. Ама те прелажав и со друго, ама не смеам да откријам се. Тоа знам, ама свати малце после. Знаеш што? Нема да откријам, ама... Не откриј, не. Ама овде треба да откријам нешто се. Сега рекет се вика. Да, не. Добро да е, ја не сум од тие од 500 евра. 50 евра и среќни сме. Добро, 50 кебапи. Да, 50 еве си синкавме. Не, нешто друго сам ти кажам. И сега гледај, и ја кај да кажам за оваа емисија. Пак ќе се навратам на твоја, сега ти ме немаш, морам и ја тебе. Па ти у овој прайм тајм што е 8 сат, така што има? Имаш тоа
политички дебати и турски серии. Дали има некаде нешто контактна, забавна, интересна, културна? Не знам, не гледам телевизија. Не гледаш? Добро. Ја гледам. Ама види, тебе човек мора да те гледа сака неке. Не може да ми... Па нема на друго ништо, и мора да те Не знам, гледа. нешто ми рекоа дека и телекабел ни го правиле сигналот. Да. Да, стварно? Да, така, знам и ја. И ја? Машала, тргнало нарно, кај ќе биде мрсното. Тоа е. Што понатаму? Што и сега идејава со ова? Вака, представа да се крене на вакво ниво, да игра толку работи, ја не знам која нова представа, веќе 4 за помалку од месец дена ќе има. Да. И тоа 5 представи у 5 јануари. представи, и тоа не е малце. Прашање е која ќе дојде и на големата сцена, затоа што има интерес. Не сакаме. Да, подобро, да. Но која е идејата таа ништо да не заработи? Сега кога е веќе популарно, окей, тој дел донации и така натаму. Таа си е поставена на мната, нема што. Што викаш, овие земаат плата, ти си работиш друга работа и ова сакаш да биде исклучиво. Парите каде одат? Па одат за хартија, за печатење, за струја, за... Не, се извинувам. Рече дека профитот иде во добротворни цени. Нема профит. Цената е направена да нема профит, да се покријат тие минимални трошкови. Така. Да, затоа уствари ти добиваш едното гратис. Сакаш книгата рачуне си гратис ти е или представата ти е гратис. Тоа е тоа. И реално тие се покриени са хартија, не може да биде без пари са и они ја плаќаат. Едноставно нема профит само. Ама не се ќе биде гледана, тоа знам, ќе се игра долго, а Микич се надмаши. Не можам да кажам се надмаши, он е врвен глумец, он е и флекшип реално на маната. Он игра во трите најгледани представи, или енглези мој термин кец на 10-ка и ова сега. Меѓутоа, она што он го одглумува е друг вид глума, не е комедијата. Тоа е на сега да најдам некој адекватен збор. Не ми донесе ни една сцена, видео го утепав од молење, ме измува убаво, ме изврте, сакав од представата. Знаеш кој дел, барем сакав да го илустрирам, не да? Ливчето кога паѓало. Тоа е врвот. И тука има и пантомима, и глума, и матрикс, и драма, и све. Трае 5-10 секунди, врв. Да. Највише се смеев на тој дел. Изворедно тука брилира. Да, ќе го најдов правиот. Леле, како ме зезнавте со кофата, човече. Па и со другото. Затоа што кога бев и прв пат на премиерата имаше проблем со вода. Нонстоп капеше ваму. Викам, зар не го санира проблемот, викам. Не, додека збореше ти, најдов прав збор. Значи, урнебесно тажна комедија. Што е тажното за тебе у представата? Па, види сега, знаеш како, ти која гледаш, ти одлучуваш дали ќе бидеш тажен или ќе се смееш. Буквално тоа е тој свич што ти треба да си го направиш у себе. Тебе што ти е тажното? Мене ми е тажното за тие што остануваат у публика, нели, они се апликанти за виза, сите целата публика. Тажното е што не може да го доживеат тоа, што може само да го чуе. Значи, тоа ми е тажното. Секој е, како да кажам, секој човек заслужува да може тие чувства да ги доживее. Што се пишање таму, така да ни биде патетично. А буквално е така. Секој заслужува да биде среќен и така, како да кажам, едноставно ова тука контаминирано, нели, што е маваат со цитостатици по цели денови, тоа е друга димензија. Сега ти види, јас сум изолиран некако, јас си, како да ти кажам, па мене кога ќе ме прашаат кај наоѓаш време сега и за ова бит-ту-бет, и за медиуми, и за ова сега имам жилба сега нешто се домунѓаваме со Јоцо за нова драма, ама многу голема, сега не смеам да зборам, ќе ме кара после. Знаеш, едноставно, за да го имаш тој драйв, има луѓе, драйв парите им се драйв. Значи, парите ги покренуваат. Има луѓе,
славата ги покренува. Така, сака да се славни, сака да се селебрити, сака да има емоции, има све. Јас сум барал што е кај мене драйвот, сега не ќам да звучам, нели сега ова од дома си го мислев за да го кажам тука. Мене драйвот ми е љубовта што ми ја пружаат децата и жената. Таа љубов мене ме прави подобар човек. Ја не сум волку добар, јас сум лош човек, ама ова ме направи они да бидам добар човек. Стварно. Значи зрачат. И тој микрокосмос што го имам околу мене. Значи јас сум си затворен таму. На едно сигурно местенце, микрокосмос, пријатели фини, културни, полубрат од Мите, имам други такви. Знаеш, таму кога ќе се видиме само смеење. Прозбориште за политика, депортиво ла Коруња. Значи нема муавет праење. Значи тој микрокосмос, знаеш како е? Тоа ти е на секта, не можам да кажам, ама така е. Сите насмеани, си џускаме, си мези, значи ненормално. И така уствари се заштитуваме од радиоактивно зрачење. Имав многу потреба да ја мојот прекраток воведен збор, бидејќи на книгата на промоцијата не беше проблем тремата. Проблем беше дали да ја правам пола сат или да ја правам 1 минута, пошто не можеше ништо помеѓу. Нема она што јас, ти викаш, го погодив. Ти го погоди, тебе ти цитира сите други новинари после тоа. Знам, ме цитира, ама ми цитира погрешно. Ја таму кажав една друга работа. Дека откако ќе ја прочиташ и се изнасмееш, мојата теза е дека сите сме полудени овде. За да можеш да ја прочиташ, треба мозокот да ти е многу нормален. Дејќи не ни е нормален мозокот, има една, и сите сме у една шизофренија, има еден лек се вика рисперидон. И он прави она искривената реалност малце нормално да ги гледаш работите. Значи, нели, а мене вика кога ќе се опијанам, плачев. И така ме цитира. Али до некаде разбрале. Значи, кога скроз ти е све јасно и си смирен и ти е чист умот и срцето, книгата кога ќе ја прочиташ, плачеш. И ја имав многу потреба да напишам колумна, ама ако ќе влезев у многу детали, а тоа веќе не е моје. Ама еве ќе ти кажам, заради гледачи во овие 2 минути, пошто ќе идеме на следната книга и за Тито сакам да те прашам. Зов, ја плачев затоа што конечно некој го артикулираше она што ја само инстинктивно го знам. Ја го немам опитот каков е животот негде. Но моментот каде веќе плачоте, кога ги опишуваш македонската заедница, сепак ние како народ сме малце ванземајци на оваа планета спрема сите други. Чудни сме и да човек да мрдне малку надвор од Македонија, прво од шо бега од македонец. Зошто? Затоа што, братче, дај цигара, брат, дај пари на заем, дај да те смува нешто, дај све, дај ова, дај она и така натаму. И ти збориш затоа што се бараме. У Канада веднаш се наоѓа и го ставаш у нормална ситуација. И кај нив искача човекот. Ништо друго. Не се тресе на партија, не се тресе на шефот, се он, неговото семејство, јас. И он во таа идеална ситуација е прекрасен. Они не се јадат меѓу себе, они не се трват меѓу себе, он таму никој никому не му замера, не му љубомори, ти возиш джип под 150.000 евра, он од 25.000 евра. Нема проблем. Нема. И он го почувствувате сите тоа, не го артикулирате, и каде е носталгијата? Што доаѓаш од место кое ти е толку убаво, толку го сакаш. И кажеш, ја ова ќе го откорнам од овде и ќе го донесам, ќе го ставам тука. Керка ти го направила. И дошла тука, ја наместила тортата и како уцртаниот филм оној од Дизни, кога ја прават за трнорушка тортата, вака се сплескуе и тебе ти е јасно дека овде не може. И пак плачеш и тераш све тибам штркот и идеш назад, се враќаш затоа што веќе имаш нов оперативен систем, не функционираш овде, некомпатибилно ти е. Овде кај уште на ДИН петополец, таму си на USB, на HDMI.
Човече, а ти упорно сакаш, па бараш текови, па преш текови. Летко. И ќе се оболиш. И они оболуваат од пустата носталгија, ние оболуваме од што не можеме нормално да живееме. Зов, ако тоа не е човек да се скрие у купатило, пушти вода и да рика од плачење да му излезе, ја не знам што е. Ја не знам што е. Затоа што таа книга, колку е смеење, толку е плачење. Тоа е моето. И ова не требаше да го зборам на ова, затоа го кажав у една реченица. Извини што ти одземав. Ќе го скратиме. Не, да се надоврзам. Надоврзи се. На мала случка, пошто сакаш анекдоти, нели? Тоа сакав да кажам дека ние можеме нормално да живееме, а видиш што доказ сме. имам и милион докази имам. Стигам ја у Канада и нели, почнам да ја реновирам куќа, првата сабота са валет, звони некој на врата, 4 другари новостечени, значи што ги знам под 48 сата, у старо облечени, дошле ми помогнат у реновирање. Не ги викна, сами дошли. Не, сами си не на врата. Значи, ова е, ајде да плачеме колективно се ако треба. И тука се надоврзувам со баба ми Менка, што е нели лик од една од моите книги, нели, последниот херој. Баба Менка, знаеш како викаше, она вика, ти бе, внучко, знаеш ти колку другари имаш? Имам, ја викам, 400 другари, 500. Како ке, малце подпораснеш една работа, ќе сватиш. Имаш толку другари, колку што ќе ти дојдат да те селат. Викам, шо тресе жена, знаеш. И сега ти ај размисли, сега утре, например, се селиш од еден стан од друг, колку другари ќе дојдат да ти помогнат у селење? Двајца. Двајца, тројца, толку. Тоа е, заврши муабетот. А сега поново имаш обратно пропорционално. Што поише другари имаш на Фејсбук, толку помалце ќе ти дадат населење. Тоа е нова хипотеза. Не, апсолутно е така. Тоа јас прв пат го приметив со Ванковска за председателските избори, требаше да му парира на Иванов за втората. И Ванковска кутрата, ја навива, пошто е виличарка, сваќаш, не сме у добри односи, она има погрешна представа за мене, нема врска, но навива затоа што величарка и ќе ги направи дебатите поинтересни. И прашуе на Фејсбук, вика да се овакво, како не? 10.000 лајка, дај, напред, ово, она. Женава кутра, сама, у кола, со свој пари, со све, и иде сегдека да се само промовира, за да соберат, да ги мотивира за подписи. Нели требаше колку таму 10.000 подписи? Да. Ни пола не собра. Тоа е. Тоа ти е 1:5. И ја го викам Сидром Ванковска дека луѓе лажат. Значи тој патриотизам, ќе бойкотираме, ова ќе прави, ништо не функционира у реалност. Тоа е само у тој виртуелен свет и пријател, и Јанко имаш поддршка. Зов имаш поддршка. Многу ми се допадна на промоцијата што не делеше бесплатни примероци, не приметив ја. Нема теорија. Нема теорија. Браво. Теорија. Значи приметив дека сите беа со фискални идеја уреци чека, си купија и она со печатот ти беше супер. Штиклирањето, одлична работа. Да се вратиме на книгата која морам заради да ја спомнам и заради гледачите. Тито, мојот предпоследен херој, предизвика огромен интерес и емисијата, и твоите сведоштва. Ја не знаев тогаш дека толку студиозно ти си навлегол, значи сериозно си идел по архиви да бараш, да ни стои хумор и таа драматургија, реални факти ти презентираш. Откако тоа го направи, како овој полковникот, имаш ли многу јавување, имаш ли апгрейд, има ли нешто после сето тоа? Многу. Ќе ти кажам една случка од пред 7-8 дена. Ми се јавува Пајо од Дуна компјутери, сопственикот. Не сум го чул, година дена. Купи прошлиот пут книги од Тито, им ги делече на вработените, после предпоставам и ги испрашувал што прочита. Викам, Пајче, шо има бе, шо текна, викам, сака пак да купи се од Торонто Експрес, нели? Слушај, са Бајлева ми се јави татко ми и ми рече да ти се јавам и после да му се јавам дека сум ти се јавил. Шо е муавето, викам се. Викам, слушај вака. Татко ми на 20-та прво ни порача
дека вие сте најголеми, да не користам сега погрдниве зборови, вие сте најкатастрофална генерација у свет. Ќе го омекнам. И па го прашува татком 84 години има. А зашто сме најкатастрофална? Вие сте најпаметни, наједуцирани, најшетани, све најербап. Како дозволуете ова ретардираније да ја водат државата? Значи, вие сте криви. И втора работа вика, да му кажеш на тој дзов, значи Пајо ќе сведочи, му кажеш на тој дзов, утре да отиде у Ману. Зашо да отиде? Да иде тамо и да им го прочита Спиро Комита и 7 сценарија. Тоа е прича од Тито, мојот предпоследен херој, и да му даат објаснување, и пошто немаат објаснување, значи Спиро Комита и 7 сценарија да влезе во историјата на Македонија. Оваа прича е. Ја викам, ова е немогуче. Ова е скриена камера, викам, ова е немогуче. И такви имам, многу имам. И луѓе што, сам сега глупа ја да зборам, нели, скромноста, нели, порано беше врлина, сега е мана. И... Не, Дзов, нема кој да збори. Па да, нема врска. Оти медиумиве, новинариве кои би требало да направат и речи вовед за тебе, неќат. Не. Или ако ги платиш, па ќе глумат. За фејдом неќат, за битове, за ништо неќат. Значи не сакаат, кај нас медиумиве не сакаат добри вести. Затоа те молам, фали се. Добро, има ли нешто што у книгата сега, дали книгата треба да добие верзија 2.0? Не, таму тоа е све завршено. Исцедено е максимално, да. Значи, тој спој на фикција и нон-фикшн е направен така да, како да кажам, да сам си го бараш патот по кој ќе стигнеш до таа вистина. Значи, таму све што збори Тито, така и концепирано, е фактографски податоци. Све што зборат другите ликови се приказни, разноразни. Во суштина книгата е, нели, Тито на постела и нашиот болничар и муабетот. Да, и секоја вечер Шехерезада, секоја вечер различна тема. Добро, нели е тоа... Циноличка рече тоа, да се направи. Знам, циноличка рече, Зофо, тоа мора да се направи. Филм, серија, нешто, ама да, скупо тоа. Да беше Бело грлиш, тука може ќе направивме нешто, ама вака... Тоа е сега. Тоа е евентуално македонски народни приказни нешто. Нели, син ти да ги режира. Колку вакви има приказни вкупно книгата? Има едно 15-тина, 20. 15-тина. Да, не знам на А памет. може да се тоа уше 15-тина дополни? Може би, таму има 3 нарации, тие другите две може да се растегнат уште. Таа љубовната, таа носталгичната, има неколку нарации, тие може да се истегнат као тоа мастика. Тоа сценариста добар да земе да ја... Тоа чудо. Од многу полоши дела прават. Еве ти ние од Тибам Штркот направивме Ја прича. мислам дека ова не би било скапо, што се вика, ова не би било... Другиот живот, Јанко. Другиот живот. Другиот живот. Тоа ја имам, види, ме праша некој кој ти е мотивот за да пишуваш, нели? Сега ја стварно добро прашање. И сега ја имам уште 2-3 книги у пайплайн, у цевката. Нели за Кото влезе на тие чевијата, ти ова ќе го правиш. Але види, сега ти даваат поттик читателите, гледачи во овој случај, мислам, кога не скриено го споделуваат со тебе тоа што си го напишал дека е добро, дека си ги такнал, дека си ги погодил. Чи знаеш што се дешаваше со Тито? Доаѓа типче, купил 10 книги. Да му ги подпишам сите 10 за различни луѓе. Тоа, ја не знам тоа дали се десило. 10 книги. Сега за Торонто Експрес имам 3-4 фирми по 100 книги нарачаа. Им ги делат на вработените. Као пакетче новогодишно. Еве ти книга со ваучер за представа. И тие ќе дојдат и на представа. Да, бе, да. И шо преш, помагаш на македонската култура. Види, само културата и младиве може да ја спасат држава, ако постои некоја опција за спас, затоа што ја и ти не можеме револуција да правиме. Така, кај можеме и ти? И ние пак бегаме од темата, ама ние, ја и ти као деца сме имале нели херои. Дали бил Велики Блек, така командант Марк, дали Алан, значи ние сме имале Јанош и Ково, оној Сава Ковачевиќ,
Сега младиве нема, тај Јаношик, господа. 13 епизоди полската. Сандокан исто. Сандокан. И слушај сега. Шука и Сивил. Да. И знаеш, деца ми се репер мене, што ми избегаа, нели, ме остаја обездетен. И сега, знаеш, кој размислуваш како бе тие некад да се вратат овде, знаеш, такви си правиш илузии, глупи онакви, ко да си ги измешал. Каже, илузии глупи. Ко да си ги измешал пилулите од Сабајле. Да. Е така, тоа е чувството. Рисперидонот не се разумел. И сега, знаеш како, тоа херој, малце, можда таа фраза не е доволно добра. Сега не знам како се вика узор на македонски? Нема. Нема врска. Не ми текне ме. Предпоставам дека возор, нели од ние во го правиме, нели како место узор, возор. Нема везе узори. Ние немаме сега узори за младиве, знаеш. Секој треба да има рол модел, тоа е на англиски, нели? Секој треба да има. Ние немаме. Кој Кирил Лазаров ни остана, значи ние не ги градиме тие ликови. Ти знаеш дека на социјалните мрежи има ликови што некој од нив сум ги сретнал можеби еднаш, некој можеби ни еднаш, им се клањам дома пред монитор вака од што за мене тоа се тотеми, брат. Значи тоа ти се, ако сакаш ќе ти набрам дел од нив. Слободно. Значи едниот е можам да кажам Зоки Кардула. Значи сега негов дизајнот иде на Swatch, една личност. Ја еднаш у живот сум се видел со него на изложба, една здрав, тој е и добро, фала лепо. Ласко Џуровски. Еден од најбољи дизајнери на земјина планета. Не само што е дизајнер, он е карикатуриста. Он доловува све што се деша. Значи тоа е чудо од човек, чудо. Значи тоа треба да биде узор Хемичо. Хемичо црта за Game of Thrones, човече убитола седи со брада, не да мислам дека избриче или не сум сигурен, баш сега ми честиташ из ова. Да, значи, тој овој, например, ако ја гледате илустрацијава, Тимам Штркот и Торонто Експрес содржат многу стрип илустрации. Да, и сите се од Хемичо. Хемичо. Тоа е Дамичо и ова се овие ги цртано у неколку потеза. Ти да ги гледаш оние гейм друштвени игри што он ги прави. Тоа е нестварно добро. Узор од аспект на доблесност, на човечност треба да биде Ребека. Значи, ние тие узори ништо нема, бе. Кај нас кој е узор, бе? Ја гледаше Ребека кај мене? Гледав како, не бе, со плачења, со тоа се убивме дома. Знаеш што, ние ги погазивме тоа, кај нас се уште се узори, нели, децата на овие династиите, нели, македонски олигарси, што тргале од плата за да купат фабрики, така сега да не влегам од такви, нели, патетични работи. А пак ќе кажам, ја и ти сме тука да го доживееме мој живот, а овие што се младиве, они треба да ги прават револуциите. Ние да им помогнеме нешто со некое советче и тоа е тоа. Едноставно, али спас дали има? Не знам. Да не видиме сега тука црна птица злосутница. Не треба се замараме. Живеј најдобро што се можеш вратиме на комедиите. И дали има. Знаеш, ако видиш и Стивен Хокинг вика, крај има универзумот, готово е. Вика, немајте надеж дека овдека материјалниот свет ќе трае вечно. И сонцето ќе отиде, и црна дупка ќе не прогота, и ќе се распадне материјата, и пријатно, и сега депресивно. Али меѓувреме, ја Торонто Експрес у Белград и у Сарајево се постави. Тоа е причата. Зашто универзална е причата, сега да не се лажеме. Види, ти на еден момент спомнуваш, нема човек што не го знае писмото на босанецот од Канада, кој ти беше добра инспирација за Тимам Штркот. Тоа е писмо од страна Ипол. И таа беше објавена на Оннет, ако не се лажам, не Офнет, туку на Оннет. Плачевме од смеење кога збореше ово биело говно, не могу више да А првата реченица е јао красно, првиот снег пао. Босанецот од Канада. Тоа е, види, Јанко остаи нешто позади себе, треба да остаи човек и тоа е. Али младиве на нив останува.
Кај ти оди сега умот за следнава книга? За книги беше. Каде идеш? Имам една книга, тоа ни Арсламина не знаат, издавачи мои дека треба да издаваат, сега јавно да им кажам. Значи, спремајте хартија. Спремај, да, негде април, мај. Книгата има работен наслов, а може ќе биде и тој конечниот наслов, се вика "Џабе живиш у Скопје". Баш така, не живееш, не У скопскиот сленг. У Скопје, значи У така, Скопје. затоа што Џабе живиш у Скопје. Да, сега види, овие што ги читале моите книги знаат дека ја сум еден од тие негователи, ајде да не кажам последен мохиканец на скопскиот сленг, затоа што знаеш како, у оваа држава е анатемицан скопскиот сленг. Значи ти можеш да збориш охридски, прилепски, кумановски, сето тоа да биде смешно, интересно и така зачувано, и македонските приказни се прават така. Значи али ако збориш скопски, ти си србоман. Сега види, тука основното човечко право мене ми е угрозено да јас зборувам како моите, или зборам како моите предци. Скопски е сленг, Да. и никој не спори дека има србизми, ама не може да ми го оттргне, затоа што као што Белград има свој сленг, као што Лондон Зоне има за кокни. фирова треба да биде забранета у Србија. Ама не да. Пола зборат македонски, така, врањански. Ама не да. Па е. Значи тоа, Апсолутно се слагам со јас сум тебе. неговател. Па ја знаеш какви полемики тоа сме имале ние. У Институт за литература и македонски јазик, и двата института. Не може, тоа ни се многу. Не, бе, и бази, и ја Они го за негвам. све само не смеат да писнат на скопска пивара. За пивара. Да. Таму не смеат да Не писнат. смеат, таму не смеат. Таму Кај не смеат смеат да да кажат дека пиварница се вика, нема теорија. Да. Нема теорија. Е така. И сега, реално, јас сум должник на овој град, како што сум должник на Канада, што сум ја направил оваа книга, како што сум должник на Југославија, кај што ја напишав некогаш некаде, кај што сум должник на Тито. И уствари тоа е тој мене драйв, тој погон мене што ме тера уствари да пишувам за одредени теми. Јас сватив сега што уствари ме тера. Да се одолжнам на некои личности, места или whatever, што оставиле таков голем печат на мојот живот. Затоа сега и следнава книга е посветена на Скопје. Тоа е... Да не откриваме премногу, ама тоа е едно пак е глупе зборот, урнебесно, едно четиво е... У април мајки имам едно интервју со тебе. Не, едно четиво е што не можеш да престанеш да го читаш по 10, по 5, значи тоа го читаш и сеаваш кај другари го раскажуваш. Пак нескромно звучи, ама така е. Значи, ќе збориме и за тоа и имам една желба за после еден роман добар за една личност македонска што е неоправдано забораена и стајана на погрешно место историска. Значи не е тоа... Небитно? Не е битно. Чекај кога ќе дојде време, све ќе ми кажеш. Така, Јас сум среќен што ти си ме ставил на позитивна листа, што не сум баниран и што повторно ќе имам интересни разговори со тебе. Да, така е. Кажи? Ништо, не знам до кај сме. Сакам да те прашам, што те држи уште у Македонија сега, тука да седиш? Сега, у овие години, види, ме држи, пак ќе кажам, тој микрокосмос на пријатели добри. Значи, јас се осеќам многу убаво. Со тие луѓе убаво. Добро, тоа е најбитно. Со тие места кај што сум. Така. Децата ми се таму, еднаш-два пати годишно одам јас или они доаѓаат. Може би во иднина повеќе ќе биде секој ќе се изнародат внуци. Ама едноставно сега за промени е многу тешко у овие години. Уште си млад, ама нели за пензија е Флорида за мене и тебе, така да кратки ракави и папучи до крај на живот, тоа е тоа. Да, така. И после пепелта таму најкули да ни ја фрлат и трага да не остане живи и среќни. Така. После пепелта таму најкули да ни ја фрлат и трага да не остане живи и среќни. Така. Јанко, ја мислам, не знам ако имаш уште нешто да прашаш, ама... Ја имам да прашам, ама немаме време. Па ништо, оставаме за следния. Без прекин ретко се случило. Значи не застанавме ни до Царски не ода и пешки да отидеме. Саат и 43 минути сме. Страшно. Така. Ништо, фала. Фала на тебе. Ретко кој успева да има што да каже и олку долго без прекин.
На крај само да финишираме, драги мои, бидете информирани, следете ја, купете ја книгата, забавна е за читање, исклучително. Тибам штркот ја имате на PDF, само напишете Тибам, доволно и веќе ќе ја најдете да ја симнете онлайн. Торонто Експрес ја има во Литература МК. Со самото купување добивате и влезница за театарската представа и овие 3 работи, ако не ви ги разубават празниците, ја јавно ви викам, донесете ја книгата, ја ќе ви ги вратам парите. Не Литература МК, не ДЗОВ, ја ќе ви ги вратам парите. А ако ви се допадне, ви се направи мерак, кој ќе балдисаме, палите свеќа. Толку. Шега на страна, Зов, ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Изваредно, продолжи да пишуваш. Фала ти многу за сите комплименти кои фала, ги даде. даде Фала, Јанко, на поддршката. Фала. Нема проблем. Тоа беше се за вечерва, драги мои. Лека ноќ и пријатно. Во тоа со дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е за Донесу одлука за изборен процес. Затоа Црвиновски на Република Македонија. Се различни изрази Ще ги разпредели, не знам, ще ги ставам. Продолжи. Ја мислам. Продолжи сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, па ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш петка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поар. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите 2 чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интисектор. Android 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележеле и веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Изнесе откажувам од собствено 16 краков. Сакам нам песна напишено Јанко да те гледам, сакам. Да, со те души поплескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книга да спија. На словенското пење, поточно со словенскиот јазик,
Тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСО. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Смеам? Еве, чизкейк. Може за госпожата. Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси автоме терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиела. Зашо мајка му чисти, пере, готви, татко само седи пие. Зашо мора на мајка му одменица да бара, бе? Шо не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам, ќе се... Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре бе, на сите им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луѓе ја за тебе? Права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да те вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони шо вече 4 аверел сум јас, најглупиот, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слушате емисијата на Ворниот телевизор, само да му кажам да го пушти боле горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Ама да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Имаш една Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер.